Уште еднаш се враќаме ние во студиото, продолжуваме на тема Скопски маратон, значењето на ова ќе ја кажеме, ќе ја наречеме манифестација, не е ова само настан, ги надминува границите на спортот и на рекреацијата. Скопски маратон е најпрестижната и најмасовната манифестација во Скопје и во Македонија. Добро утро, ова утро за Гордана Николовска, дел од организацијскиот одбор и генералниот секретар на Сојузот на спортови. Добро утро. Скопски маратон, два збора кои што многу значат, символ на Скопје. Зборувавме како се роди идејата. Требаше да дојде некој отстрана да ни каже дека ни треба вакво нешто? Ние знаевме дека ни фали вакво нешто, но дојде некој од страна кој што кажа кога е Скопски маратон, немаме. Зошто немате? Многу кошта. Нема проблем, за партнерски подадена рака. Европска унија, град Скопје, Агенција Млади и спорт, се тројцата иницијатори и организатор Сојуз на спортови на Скопје. Од 2007 година се возобнови Скопскиот маратон. Таа година имавме 700 учесници. Да растеме, да се развиваме. Знаете ли бројката секоја година, точно, колку е, како се движи? Па, од прилика, секоја година имаме зголемување процентуално во полумаратонска трка е најевидентно, 12,5% на 5 километри, 20% на маратонот ни е 7-80%. Не ја знам точно да кажам до единица, но знам дека најголемиот, најмасовен настан беше 2019, тоа е годината пред корона. И тогаш имавме 12.500 учесници. Годините потоа ни беа со рестрикција, кога немавме масовен старт, него имаше стан во Бранови, така. Минатата година имавме 8.500, 8.600 надпребарувачи. Оваа година пријавувањето трае уште 2 дена, денеска и утре. И очекуваме дека 10.000 бројката ќе ја надминеме. Тоа што ние мислевме дека 2019 година бројот 12.500 ќе го стигнеме во 2025-та, веројатно ќе го очекуваме идната година. Велиме најпрестижната и најмасовната манифестација во Скопје, тоа е наша констатација, дали вие се согласувате со тоа, дали така се чувствувате како организатори на Скопскиот маратон? Да, и тоа секако не е наша констатација, тоа е констатација на сите граѓани, на сите учесници, на сите партнери кои што се вклучени, и токму поради тоа се создадоа и многу други трки и ние одеднаш станавме една трчачка нација која што се грижи за своето здравје. Кога помалите градови се грижат за помалото за своето население, да им се случува нешто во градот, па кога таа една летаргија ќе преиде во една еуфорија, тоа е многу добра работа што се случува преку спортот. Сега веќе секој еден град си има своја трка, помала или поголема, иницирани од други поголеми трки, каде што сите ние меѓусебно си соработуваме и си даваме поддршка, и таа е главната нитка на спортот, солидарност. Солидарноста е одлика на едно квалитетно општество. Дали нашето општество е квалитетно, дали нашата публика е солидарна, дали скопјани, дали македонците знаат да излезат на улица и да ги поздрават учесниците? Знаат, ама обично се успиваат. Знаете, културата на живење, културата на здрав начин на живот, култура на навивање, спортска култура, сообраќајна култура, општа култура, секаков тип на култура се гради од мали нозе, од дома во семејството, во училиштето и понатака со тие што се дружиме. Ние тие работи некако не сме имале време да им посветиме, бидејќи се небитни затоа што не ни носат веројатно финансиски бенефит. Сега во трк ние ги фаќаме тие работи, како одеднашка да станеме нација која што ќе се грижи за себе, која што ќе знае да навива, и не само на фудбал, и на... Нели, ја многу сакам да дојдат комити еднашка и на Скопје да им покажат како се навива и на маратон. Да ги повикуваме. Сите навивачки групи кои што екзистираат во Македонија, вака комитиве, како да речам локални наши, да. Ама немаме многу изразена култура. Скопјани се мислам малце срамежливи да изразат една експресија на возбуда, да дадат поддршка, затоа што секогаш веројатно некој друг ќе каже овие се ненормални. Сега како е тоа во светот? Не викам дека публика има секаде. Бившите југословенски републики, таму каде што одиме најчесто, Љубљана е неверојатна во излезеност. Белград има делови каде што има, делови каде што нема. Во помалите градови во Македонија има публика. Скопје е едно исклучително општество каде што мислам дека тешко е да се даде една дефиниција.
каква е структурата и што може да се очекува. Во аеродром, делот кај Бисер, имаме неверојатна публика. За разлика од тоа, Трета македонска бригада ни е прилично пуста. Тука ги замолувам сите оние жители кои што живеат во новите згради на Трета македонска бригада да излезат, да понесат било каков инструмент, рачно направен, капак од тенџере и лажица. Сите имаат по некој мало звучниче, транзисторче дома. Не треба да е тоа некоја музика да ги извадиме од памет сите што живеат, но да им се даде поддршка. 42 километри, тајм лимитот е 5,5 часа. Тоа е борба со самиот себе. Многу од овие учесници ќе се обидат да фатат квалификации за учество на Олимписки игри. Скопје има идеална рамна патека и им фали само едно браво. Ехо. Им фали само некој да им даде една фелка лимонче или портокалче. Ние како организатори тоа го обезбедуваме. Ама да знаете дека маратонците се толку благодарни, спортистите се толку благодарни на секој едно браво и едно парче овоше што ќе им се понуди. Верувате дека тие импресии, тие чувства што ќе ги создадат тркачите на овој скопски маратон, ќе си ги однесат дома. Колкав е бенефитот во туризмот, ќе зависи од нас на 1 октомври, затоа што доаѓаат најмалку 1500, 2000, 3000 странци со своја придружба и Скопје во тие 5 дена ќе има инвазија од странци, кои што ќе бидат воодушевени какво е Скопје, колку сме гостопримливи. До година ќе имаме повеќе, исто или помалку, ќе доаѓаат летно време, ќе доаѓаат со пријатели да уживаат не само во Скопје, ќе ја фатат цела Македонија, имаме изобилства, така да Скопскиот маратон не е само врвни резултати. Тоа е сериозен спортски туризам со сериозен финансиски импакт. За оние што може да го сватат тоа. Бадијала ќе се трудиме на некого да му кажеме, на човек не можеш да му дадеш, нели? Можеш само да му земеш. Меѓутоа, ете, нека допрат овие зборови до сите нас, се ставаме сите ние во таа рамка, затоа што заедницата на крајот ја создава сликата за себе заедно. Сите заедно. Индивидуално може да бидеме кој како сака да биде, меѓутоа сликата за нас ја создаваме сите заедно. Споменавте резултати, кажавме дека Скопскиот маратон ги надминува спортот и рекреацијата, меѓутоа и спортот е значаен дел од Скопскиот маратон, резултатите, па очекувате ли квалитетни надпреварувачи? Да, резултатите се најважни. Значи, тука се неколку нитки. Рекреацијата е таа што е најмасовна. Имаме врвни македонски маратонци. И во женска и во машка категорија. Значи, жените порано не беа многу присутни. Имавме само 7 надпреварувачки на маратонската трка. Сега веќе бројот на маратонките е се поголем. Дарио Ивановски, нашиот најдобар маратонец, се надевам дека понатака во годините ќе имаме и други деца кои што ќе излезат, ќе го следат неговиот пат. Дарио е сериозно навлезен во фелата врвни маратонци. Дарио, очекувам дека ќе настапи на Олимписки игри, посакувам да настапи на Олимписките игри во Париз. Имаме најава од елитни надпреварувачи кои што доаѓаат. Тоа се елитни надпреварувачи од Кенија, Етиопија, Мароко. Меѓутоа имаме учесници од 53 земји во светот. Секако дека се од сите 5 континенти доминираат европјаните и мислам дека ќе се направи нов рекорд на патека. Посакувам да има нов рекорд на патека и во машка и во женска категорија, но да оставиме да видиме какви ќе бидат временските услови. Секогаш резултатите не зависат од подготвеноста на еден надпреварувач. Може да биде влажно, може да биде после спарно, па да биде жешко, како што имаме некоја историја минатите години, да е тешко за трчање, но може да нема ветер, да е убаво, пријатно за трчање и тогаш да се создадат идеални резултати, бидејќи Скопје е рамно. Патеката е доста упростена, се трча практично во една должина, има многу малку кривини. Тоа за рекреативците ќе кажат можеби е доседна патека, но прашите ги врвните надпреварувачи, елитните ќе кажат ова е идеално, помалку кривини, подобро време. 3 до 5 метри е нивелацијата во градот, оваа патека е околу 3 метри ако добро сме забележале ние што возиме велосипед или што трчаме. Тоа се резултатите, тоа се оние надпреварувачи кои што ги очекувате, тоа беше најавата за резултатите. На каква цена во меѓународни рамки е Скопскиот маратон? Нели не треба да живееме за другите, меѓутоа би требало понекогаш да дзирнеме, да видиме како не ценат другите. Дали тоа зависи од оние кои што доаѓаат кај нас или
или од нешто друго? На каква цена е Скопскиот маратон? Дали е примамлив за квалитетните надпреварувачи и за странците? Тоа е... Три фактори влијаат. Кога нашите надпреварувачи ќе одат надвор и ќе видат каква цена плаќаат за котизација, какви услови добиваат како организатор, каква била целата организација. Кога странците ќе дојдат кај нас, од каде што живеат, што добиваат кај нас, трета работа е како ние ќе се промовираме. Никој не доаѓа затоа што му текнало дека Скопје постои, има Скопски маратон. Скопскиот маратон е целогодишна работа, ние одиме на спортски сајми, на маратонски сајми кои што се одржуваат таму каде што можеме да си дозволиме. И прво ги примамуваме со ајвар, со храна. Значи, ние имаме идеална храна, ние имаме идеално вино. Сега алкохол не смееме да служиме, но ајварот е тоа нашето, националното. Па да видите кога ќе Визар Скопски маратон, кога ќе застане на Маратон Експо во Љубљана, па тоа има опашки, чекаат да пробаат ајвар. Па преку ајварот им муавето дојдете да трчате, па сега чекаме автобуси да дојдат од Словенија, од Хрватска. Таа е промоцијата што ние несебично ја даваме да дојдат во Македонија. И котираме високо. Котираме добро, секогаш може да имаме подобро. Ни се случуваат непредвидени ситуации, работа која што кога е настана отворена, некои работи не можеш да ги предвидиш, но како организатори сме искусни, знаеме да ја средиме, да ја санираме ситуацијата во истиот момент. Не сме имале големи проблеми. Да, сме имале предизвици да ни се откаже маратон 2015 година поради случувањата во Куманово или да дојде папата или избори, ама сите тие работи сме, многу им благодарам на сите учесници што имале разбирање, но сите тие работи се случуваат и надвор. Во делото до организација можам да кажам дека Скопски маратон во делото дигиталната технологија сме на високо ниво. Кај нас е забрането инсертирање хартија веќе 6 години во стартните пакети. Маратони кои што ние сме мислиме дека се многу пред нас, па тоа тој толкав, ние и вака создаваме многу отпад со водата, дополнително гледаме секој еден можен начин да заштитиме загадување од целофан, мајца во целофан не смее да има, инсертирање флаери не смее да има. Значи, таа свесност никој нас не ни ја наметнал или да не плати некоја невладина, правите го тоа за да... Не. Кај нас сама свесноста е создадена затоа што така треба да биде. Затоа што нашите тркачи ни укажале. И сите тие критики ние сме ги прифатиле. Затоа не е само некој да ти каже не чините и така, и зошто не чиниме, тој и то. Ги прифаќаме тие работи и одиме напред. И мене ми е драго дека во рамките на регионот ние високо котираме, па дури и во рамките на Европа. Има тркачи кои што викаат дека сме подобри дури од европски маратони. Многу престижни маратони, да. Со престижните не, да бидеме реални, но и европски, да речеме, одосло па добро, не зборуваме за лондонскиот или за... тоа се меѓер тоа се веќе гренслемови во светот на маратонот. Да, но не сме лоши. Да, сосема на крајот за музичарите. Споменавте дека ќе во разговорот пред да влеземе во етер, дека ќе имате ангажирано музичари кои што на одредени точки во градот ќе имаат своји точки. Очајно бараме музичари. Имаме конкурс, веќе имаме на 13-14 места договорени музичари, тоа може да бидат диџеи, ќе им обезбедиме и струја и опрема што треба, секако ќе добијат и дневница. Нека видат на нашата веб страна на социјалните мрежи, нека се пријават, секако ќе биде поставен таму каде што блиску живее во патеката и тоа е начинот на кој што ќе создадеме да имаме една подобра атмосфера. Секако повикот важи и за волонтерите, без волонтери нема трка, дефинитивно. И кога овие два сегмента ќе ги пополниме, можам да кажам дека во истиот момент може трката да почне. Гордана Николовска, Организацијски одбор на Скопски маратон, најпрестижната и најмасовната манифестација во Скопје и во Македонија, која што ги надминува границите на спортот и на рекреацијата. Благодариме за учеството. 1 октомври да се видиме и да бидеме радосни попладнето. Благодариме уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Се надевам од точак малце ќе се симнете и на трчање, па да направите ни споредба. Ќе се обидеме. Благодариме уште еднаш.